Ви благодарам на репликата. Верувајте, на иста страна сме овдека. Јас сакам само да ви појаснам нешто и за пратениците, и за вас, ако не сте во ТЕК, меѓутоа мислам дека знаете. Колектор беше дел од меѓуградско јавно предпријатие Проаква, кој се делеше на Проаква Охрид, Проаква Струга и Колектор. За да се направи издвојување на колекторот од ова меѓуградско јавно предпријатие, советите на општините прво требаше да донесат одлука за разделување, финансиско разделување и потоа да се стартуваат сите оние подготовки. Во периодов кој што беше од почеток, ви тврдам зашто го поставив како пратеничко прашање и секогаш се интересирам докаде е одредено ветување кое што ми се дало лично мене и на моите гласачи. Се правеа чекори, советите постапија така, финансиско разделување да се направи, сега треба да се изгласа тоа, а во меѓувреме се формира, нели со одлука на влада, државно јавно предпријатие Колектор, се формира управен одбор и повереник, подписник, кој што беше воедно директорот на Проаква Охрид. Со што се изготви акционен план и јас викам легитимно барање е вашето да ние имаме информации. Ево, министерката нека пренесе во владата дека комисијата која што е задолжена за овие активности нас како пратеници кои што најдиректно сме засегнати и ги представуваме нашите гласачи, да ги знаеме точно чекорите, за да не се доведуваме во ситуација да поставуваме прашалници да бидеме исплашени. И јас сосема сваќам и репликата ваша во дел на појаснување на одредени нејасноти, да не случајно ова како што е напишано вака во ребалансот отиде никаде. Значи, сакам да ви кажам дека во Проаква, како дел од заедничкото јавно предпријатие меѓуградско, имаше вработени. Сите тие вработени ќе бидат превземени во јавното државно. И плюс ќе требаат одредени. Сметам дека и тоа треба да го знаеме. И не се овие средства само за плати на тие лица. Овие се средства во кои што се точно јазлите, клучните, алармантните пумпи, посочени како нефункционални, а веќе и вие ги имате во вашиот амандман, меѓутоа јас кажав и за Охридскиот дел, кои се да се тие рехабилитираат, поправат, тоа е првичната работа што треба да се направи, а потоа да се пристапи на студија која што ќе даде по конкретни побарувања и анализа колку е потребно за целосно рехабилитирање, бидејќи од кога пред 4 децении е изграден колекторскиот систем и Струга и Охрид се прошириле во однос на инфраструктура, во однос на станови, згради, потреба од проширување има на колекторскиот систем. Во однос на незнаењето дека Трпејца, Љубаниште и Радожда не се вклучени во колекторскиот, не се колешке, да, за жал не се тамо. Зошто? Предпоставувам дека јас не можам да кажам точно и тоа ми беше објаснато дека неприступниот терен, карпите, на некој начин спречуваат директно поврзување, да речеме, од Пештани до Трпејца. И многу подобро е според стручњаците, јас слушав една јапонска студија за колекторскиот систем, дека е подобро тамо да се изгради одредена прочистителна станица, за да може да се пренасочи потоа од неа, точно во Трпејца и во Љубаништа. Верувам дека и за Радожда, бидејќи Елен Камен, знаете, тука исто е карпест предел, ми беше објаснато дека многу ќе чини, многу ќе биде тежок начинот на поврзување, одсем преку такви мрежни прочистителни станици. И јас не сум стручњак, градежен стручњак, не ги знам овие, значи, точно работи за да ги пренесам. Меѓутоа, моето минимално познавање ова го кажува. И сметам дека ние заедно овдека, ево и ќе побараме да добиеме информација кога јавното државно предпријатие конечно ќе почне да функционира и кој се неговиот акционен план и како ќе се трошат тие пари. Секако, бидејќи е јавно државно предпријатие, ќе мора да дава отчети пред нас овдека во собранието. Ви благодарам. Благодарам. Реплика Лилијана Затуровска, по втор пат. Ќе бидам многу кратка. Сакам само во името на транспарентноста, почитуване колешке, вашата флоскула или флоскулата на вашиот Зоран Заев,
кој што требаше да биде знак на препознавање на ова нова влада. Треба да бидеме транспарентни. Значи кажавте дека ќе има директор, дека има управен одбор, дека ќе ги превземете сите вработени кои што биле во проаква. Ако тогаш ги превземете сите вработени, а проаква беше превработена можеби 3 пати повеќе, 5 пати повеќе, и она што кажавте управен одбор директори, тогаш овие 183 милиони денари ви се малку само за плати. А камо ли да се превземат нешто како што викате вие во рехабилитација на актуелната ситуација на колекторскиот систем. И еве вака, ако сме на иста бранова должина, како што кажувате, а верувам дека сме, и верувам дека да, заради сериозноста на теренот и во Радожда и во Трапејица, тоа го потврдувам дека е така, и изградбата на канализациониот систем бара исклучително огромни средства за тоа да се реши. Еве, како што доаѓаме од тој регион, да ја замолиме министерката, не е бог знае колкава сумата за изградба на пречистителни станици, 3 пречистителни станици, да овозможи средства, барем еве за почеток, не мора за до крај, затоа што во буџетот за 2020 година да поднесеме амандман за пречистителни станици во Трпејица, во Радожда и кај беше на уште едното место во Лагадин, каде што е на вистина, или Пештани. Од Пештани до Трпејица. И да се направат тие пречистителни станици по принципот како што Илинден го има направено тука во Скопје. Еве, не треба да одиме подалеку, треба да се оди и да се видат позитивните практики кои што градоначалниците ги имале во изминатиот период. И да направиме на вистина еден придонес кон граѓаните и во заштита на Охридското езеро. Не се огромни суми, дајте да видиме, еве, нека направи заменичката министерка до крајот на ребаланс или министерката до крајот на дискусиите, колку средства ќе бидат потребни за барем да се отпочне за изградба на тие пречистителни станици. Искуствата, еве, нека се земат од општина Иглинден, колку коштаат тие пречистителни станици заради конфигурацијата на теренот. Еве 3 пречистителни станици за нивното отпочнување, како што кажавме, во Трпејица, во Радожде, уствари во тој и Пештани, во тој предел. Еве, заедно, почитувана колешке, на вистина ќе дадеме огромен допринос во тој дел. Ви благодарам. Реплика втор пат, Жаклина Лазаровска. Ви благодарам за репликата и ево се придружувам. Јас пак ќе заклучам и не сакам да користам флоскули, ние ќе го заштитиме Охридското, ние мора да го заштитиме Охридското езеро и заради нас и заради светот. Едноставно овие амандмански расправи јас ги сваќам вака. Многу позитивно, тука ни се представници од владата, од Министерството за финансии, меѓутоа не слушаат и од нашите општини од кај што доаѓаме, за кои што се однесуваат амандманите. Сметам дека треба да испратиме еден апел и кон локалните самоуправи да пристапат сериозно кон изготвување на плански документации, со кои што би можеле да аплицираат за средства за тие прочистителни станици кои што би го докомплетирале барем од македонскиот дел крај брежието на Охридското езеро. И затоа сметам дека кога зборуваме овдека за буџет, иако не сум член на Комисијата за буџет, сите ние доаѓаме од некаде, ги знаеме проблемите на нашите општини. Ние треба вака конструктивно да пристапуваме без политизирање на работите, да ги алармираме, да ги насочуваме проблемите, да помагаме онаму каде што е потребно и заеднички, независно од тоа дали сме позиција или опозиција, да испратиме, значи, до извршната власт, независно дали сега е извршната власт предводена од СДСМ и во локалните самоуправи СДСМ, во другата е ДУИ, пак се коалициони партнери, значи да испратиме порака дека ние овдека од законодавниот дом ќе направиме се да помогнеме во идниот буџет 2020, да влезат во одредени ставки нивните побарувања, а тие треба да си ја завршат својата работа. Не смееме да дозволиме во 21 век
Трпејца, Љубаништа, на љубавите места на крайбрежието, Радожда, Елен Камен да останат без поврзување и прочистителни станици. Охридското езеро нас ни е аманет, оставено во наследство од нашите предци, ама ние треба да го оставиме и да го чуваме за нашите идни поколенија. Ви благодарам.